sram, ni bede, ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, otvori oči okolo tebe. Ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, otvori oči okolo tebe. Sram, ni bede, ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, otvori oči okolo tebe. Ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, otvori oči okolo tebe. Во Скопје, тука немаме видено француски предлог. Ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Значи, ние во Скопје, тука немаме видено француски предлог. Ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Имавме често муабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент, ја ви тврдам, сите што беа до последен, десетици и десетици илјади луѓе, во мај, на 17 мај, и сите слободарски граѓани, колку год да звучи као фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потешал тоа. Нема да го остат у таа фотелја у која е. Значи, ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Марика лета со авион. Ама и Стево председателот лета. Поточно, него го летаат бугарите. Слаба точка му се бугарите. Борисов му е љубави голема невозвратена, а бугарскиот председател Радев го лета каде сака и како сака, со неговиот председателски авион. Бугарски. Што време, не време. И во ова време не време кога бугарите бришат пот со нас, кога ги побугарчуваат Кирил и Методија и македонскиот јазик и азбука, Стево ја прифати понудата на Радев да се повози на неговиот авион.